Почитувани, власта на Социјалдемократскиот сојуз е корумпирана до коска. Од највисоките до најниските ешалони на власта се е заглавено во криминал. Се местат тендери, се рекетира, се ограбуваат буџетски средства, а по се изгледа малку им се парите на македонските граѓани, па решиле да ги пустошат и европските фондови. ВМРО ДПМН има сериозни сомненија дека милиони евра од европските фондови се злоупотребуваат преку Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. За да имате представа за колкави средства станува збор, само ќе напоменеме дека агенцијата за 2018 година располагала со буџет од приближно 6 милиони евра. Сознанијата кои ги имаме укажуваат на тоа дека преку сомнителни одлуки на сомнителни евалуатори, едни исти невладини организации постојано добиваат голем дел од колачот, а не останале со куси ракави и луѓе кои биле дел од судската власт. Постојат сомненија дека луѓе инволвирани во целиот процес толку биле охрабрени, што дури и преку електронска пошта барале процент од парите кои би биле доделени за одреден проект, а како противуслуга ја нуделе нивната помош и посредување. Стотици илјади евра на агенцијата се трошени и на сомнителни набавки кои треба да бидат интерес на органите на прогонот. Почитувани, наместо Националната агенција да работи транспарентно и отчетно, тие ги кријат податоците за резултатите од добиените грантови. Имено, резултатите од првиот рок на аплицирање за проектите од клучна акција 105, кој што беше до 5, односно до 12 февруари 2019 година, Националната агенција во Македонија ги објави на 8 јуни 2019 година, 4 месеци подоцна. На овој начин, на апликантите кои беа одбиени во првиот рок на аплицирање им беше одземено правото своите проекти да ги коригираат и со нив да аплицираат во вториот рок во април. Само како пример ќе наведам дека Националната агенција на Португалија резултатите ги објави на 6 април, на Финска на 29 март, на Националната агенција во Летонија на 19 април. Со жалење констатирам дека истото се повторува и сега во месец август и септември. Денес јасно е дека во обид да го попречи развивањето на домашниот невладин сектор, директорката на Националната агенција, господја Лидија Димова, од само незапознати причини, на нетранспарентен начин ги води сите постапки за доделување на средства на невладини организации. Ненавремено објавените резултати, за кои зборуваме, ги немаат ниту потребните информации, кои според строгите правила на Еразмус мораат да бидат објавени. Во резултатите недостасуваат информации за тоа колку вкупно проекти аплицирале, кои од проектите се на листата на чекање, со колку поени се бодувани аплицираните проекти, како и областите и насловите на проектите. Од прикажаното не може да се види ниту името на проектот, ниту колку бодови имат наградените проекти. За споредба, да ја земеме Националната агенција на нашиот сосед Бугарија, која резултатите уредно ги објави на веб страницата на 25 април, 2 месеци пред Македонската национална агенција. Од објавените резултати може да се видат следните информации: име на организацијата, име на проектот, град, вкупен број на поени кои што ги добил проектот, како и финансиската конструкција на проектот. Графите се поделени на проекти кои се одобрени од страна на Националната агенција, проекти кои се на листата на чекање и проекти кои се одбиени. Од анализата која што направивме на таков начин, резултатите ги објавуваат и националните агенции на Италија, Финска, Летонија, Хрватска, Португалија. Видовме деновиве имало средба со Португалската национална агенција, па раководството на нашата национална агенција можела да ги праша португалските колеги како се вршат транспарентно расределба на средства. Но, за разлика од нив, очигледно господјата Лидија Димова и нашата национална агенција во обид и желба нешто да скријат, објавуваат само оскудни информации за одобрените средства. Да не забораваме дека Лидија Димова, додека беше во опозиција, не престануваше да зборува за транспарентност, отчетност и непартизираност. Затоа прашуваме, дали намерно постојано се доцни со објавување на информациите, за да се фаворизираат одредени организации на сметка на останатите? Ова доаѓа од фактот што евидентно нашата анализа е дека 4 од 6 организации кои во првиот циклус во февруари 2019 добиле грантови само за оваа клучна акција 105 се грантисти од изминатите години на владењето на Димова. Така, на пример, Европски културен епицентар Битола добил 2 грантови, Младинска алијанса Крушево, односно Младински сојуз Крушево 3 грантови, Сумнел Скопје 5 грантови и мрежа за доживотно учење од Тетово 2 грантови. Во случајов зборуваме за вкупна сума од околу 170.000 евра. Ако побарате информации за овие организации, ќе видите дека дел од нив немаат достапни годишни извештаи, а раководната структура се крие како змија нозе. Ако ги видите пак нивните активисти, ќе видите дека дел од нив беа исклучително активни во така наречените граѓански протести кои го донесаа Социјалдемократскиот сојуз на власт. Табелите со невладините организации од овој случај и доделените средства ви ги доставуваме за ваша понатамошна анализа.
Да подсетиме дека во овој случај не се работи за лични пари на господјата Димова, туку за средства на граѓаните на ЕУ, за кои Европската комисија води посебна грижа. Еразмус Плюс програмата е финансирана од Европската комисија и за непочитувањето на правилата и нетранспарентноста на нашата национална агенција ќе бидат известени и соодветните органи во комисијата. И затоа што ова е само мал дел од скандалозното раководење на националната агенција, прашуваме и: прво, дали на овој нетранспарентен начин Лидија Димова преку националната агенција сака да му наштети на цивилниот сектор во Република Македонија и да се спречи негово слободно развивање без контрола од власта? Второ, дали националната агенција и доделувањето проекти е директно контролирано од една невладина организација која е блиска до Лидија Димова и до уште неколку пулени на сегашната власт на СДСМ, помеѓу кои и министри, заменици министри, сегашни и поранешни функционери? Трето, дали националната агенција, наместо парите да ги распределува на невладини организации и образовни институции, во крајноспорен процес троши над 6 милиони денари за себе промоција и маркетинг? Четврто, дали Лидија Димова доделува огромни финансиски средства на подобни луѓе од правосудниот свет со цел нивно корумпирање и придобивање во борбата со политичките неистомисленици? Почитувани време е за одговорност на менаџерите и институциите заради срамот и омаловажувањето кои се случува на Република Македонија, особено во областите кои се од интерес на младите, а поддржани од Европската Унија. Но, кон ЕУ не се оди со празни фрази за блескање и исполнување критериуми, а од друга страна со крајно сомничав и нетранспарентен пристап во работењето. Одговорност и одговори мора да има. Ви благодарам на вниманието.